Почитувана колешке, мене навистина ми е жал што ете вие добивте ова улога за да го браните вице-премиерот Димитров. И морам да признам дека е навистина тешка улога затоа што вие браните човек кој што пред 4 години ветуваше дека Македонија ќе стане членка на Европска унија. Тој се приклучи на вашиот така наречен план за живот тогаш и промовираше програма во која што го убедуваше македонскиот народ дека ќе стане член на Европската унија, односно македонската држава членка на Европската унија. Ние денеска 4 години подоцна сме многу далеку од Европската унија. Република Македонија во евроинтеграциите се нема поместено ниту 1 милиметар. Кога говорите за извештаите кои што ги добиваме од Европската унија, морам да ви кажам дека најпозитивниот извештај кој што беше доделен на Република Македонија од Европската унија е во 2011 година и е заслуга на тогашната влада на ВМРО ДПМН и тоа е секако факт кој што може да се провери. Извештаите кои што ги добиваме во континуитет не се ништо поразлични од оние извештаи кои што беа претходно, со огромна разлика што денеска живееме во држава на која што насилно е променето името благодарение на предавничката политика на владата на СДСМ и на Зоран Заев. Господинот Димитров, чија што интерпелација ја браниме, денеска ја образложуваме како представници на опозицијата, со своето работење, односно неработење, не придонесе за интеграцијата на Република Македонија и тоа е факт. 4 години подоцна имаме нула напредок. Така да, од тој аспект нема со што да се пофалите. Одговорноста на Никола Димитров е затоа што и во неговото работење не искористи својата можност како висок представник на македонската дипломатија да апелира, односно да го дигне својот глас против корупцијата која што се случува во оваа држава. Ние добивме најнегативен извештај од Transparency International, значи на 111 место сме според перцепцијата за корупција. Па дали сметате дека не е тоа пречка, односно нешто за кое што треба да се алармира и да се апелира. Исто така, требаше да си поднесе оставка господинот Димитров кога не ја доби повторно функцијата министер за надворешни работи. Кога премиерот Заев ја даде оваа позиција на ДУИ, требаше да си поднесе оставка затоа што не одработи ништо, но сепак испадна дека му е многу важна фотелјата и високите функции кои што сака да ги ужива 30 години. Токму затоа да не мачи господинот Димитров, треба денеска да си поднесе оставка. Фаница Николовска, имате контрареплика.